Јас верувам дека секој министер може да ви даде одговор и можете слободно да го прашате за одредени негови позитивни или негативни поставки. Граѓаните веројатно ги интересира, па вие медиумите прашувате, така да слободно прашајте за овие работи, нека дадат одговори, секој треба да се изјасни која му е намерата, заради тоа што јас еднаш реков. Ние внимателно ги следиме процесите се сериозно одговорни, секој носител на јавна функција има сериозна одговорност пред граѓаните и многу лесно можеме да кажеме добро, до тука беше доволно е, не ми се доаѓа на работа, повеќе ми се спие отколку ми се работи или слично, така да верувам процесите ќе бидат и вака заокружени. Но секако треба да ги прашате директно било кој носител на јавна функција за одредени забелешки кои што ги имате, заради тоа што многу пати повтарам и пак ќе кажам, транспарентноста е нешто која што и помага многу на Република Македонија и вашиот фокус токму преку тоа. Кога сме тука, кога ќе биде реконструкцијата на владата што ја најавите своевремено и Вие повестувањето на дека има промени во ресурсите. Знаете дека имаме сериозни процеси пред нас, согласно тоа и тактизираме околу овие прашања. Се јавува потреба од политички партии да повлечат своји луѓе. Тоа е дебатата која што постои. Реконструкцијата која премиерот отвара прашање за промени на одредени министри. Така да им дадеме важности на приоритетите во државата. Прв приоритет на Република Македонија е тоа што сите не обединува. Интеграцијата во Европската унија и НАТО. И согласно тоа, вака да ги водиме процесите. Како ќе носиме одлука, верувајте, веднаш ќе ја споделуваме одлуката за ова прашање или за било кое друго прашање. Пополека, ќе разговараме, ќе видиме аргументите кои се, сето тоа е важно, така да истовремено и таа политичка партија побара од мене да помогнам како премиер Македонија да влезе во НАТО и да почнем преговори со Европската унија. Ќе разговараме, веројатно тоа е експресија на нивни политички недоразбирања кои што постојат натре, па се појави јавно еден ваков став, ќе разговараме во рамките на коалицијата и ќе ги знајдеме решенијата.